Почитувани, СДС врши политички реваншизам во образовните институции. Наместо живот за сите, донесе беда за сите. Се бркаат луѓе од работа само за тоа што се политички неистомисленици. СДС без работа остави над 50 на стручни наставници, обучени, исто и стручни соработници, со решение на неопределено работно време во образовните институции во Охрид. Тоа се бремени жени, самохрани мајки, млади луѓе кои што на голем дел од нив тоа им е основен извор на приход, плата од која прехрануваат целата фамилија. Ова ли е еднаквоста и солидарноста? Ова ли е еднакво за сите и непартизирано општество кое што се ветуваше? Ова е класичен политички реваншизам. Единствената задача на довчерашните партиски потрчковци и шарачи на институциите од СДС, а сега незаконски поставени директори, е да ги шиканираат, малтретираат и заплашуваат оние што не мислат како нив. Целосното неоправдано отстранување од воспитно-образовниот процес е по принципот на субјективно партиско размислување и пресметка со политичките неистомисленици, а со политичките опоненти, иако за сите училишните одбори се изјаснале со позитивно мислење. Предизборните ветувања на градоначалникот Јован Стојановски дека кон вработените во администрацијата и јавните предпријатија нема да има никаков реваншизам, беа чист популизам. Молк и оттаму. ВМРО-ДПМН ги повикува Државниот просветен инспекторат и Синдикатот на просветни работници да ги заштитат наставниците, а директорите веднаш да ги повлечат овие реваншистички одлуки во однос на просветните работници. ВМРО-ДПМН на секој легален начин ќе се спротистави на ваквите појави. Почитувани, со преземањето на локалната власт, обесправените и оштетените просветни работници, кои се жртви на овој режим, предводен од хунтата, ќе бидат вратени на работа од страна на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.